Добар ден на сите. Почитувани сточари, представници на земјоделските стопанства, почитуван државен секретар во Министерството, Реджал Селман Исмаили, почитуван директор на платежната агенција, Никица Бачовски, почитуван заменик директор на платежната агенција, Абдулахи, почитувани останати присутни земјоделци, сточари, добитници на решенијата за набавка на високо педигриран добиток, како што кажа и Сонја. Имаме чест и големо задоволство да промовираме пред целата македонска јавност дека пристигна рекорден број и ова е една успешна политика која што треба да биде пример за сите останати програми. И со ова ние се гордееме. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана и денеска сте присутни на овој убав настан на кој ги доделуваме договорите за поддршка на сточарите за набавка на високо педигрирани грла добиток. Вкупната финансиска поддршка на овие 103 договори е во вредност од 253 милиони денари кои што ќе ги добиете од државата, а дополнително со средствата кои што ќе ги инвестирате станува збор за набавка од околу 400 милиони денари, односно околу 7 милиони евра инвестиции во зголемување на сточниот фонд. Ова се пари кои што директно влегуваат во сточарството и ја развиваат ова важна земјоделска гранка. Особено ме радува што годинава, како што подвлековме, имаме рекорден број на подпишани договори, а тоа се должи на нашата постојана комуникација со вас, земјоделците и сточарите, кога ни алармиравте дека треба да ги промениме условите, дека треба да го промениме начинот, како и за секое друго прашање и за секој друг предлог кој што сериозно го разгледуваме и ова. Постапивме по вашето барање, постапивме по вашиот предлог, ги променивме условите, начинот и денеска ги гледаме резултатите. Вие сте тие кои најмногу ја знаете фактичката состојба на терен и знаете што е потребно за секоја мерка да даде очекувани и позитивни резултати. Ова е доказ дека работиме постојано на терен со вас, партнерски, заеднички и обединато носиме мерки и политики кои што денеска на задоволство на сите нас даваат успех и резултати. На ваше барање во 2019 година ги променивме условите за апликацијата во оваа мерка. Со измената на условите овозможивме вие сточарите прво да ги подпишете договорите за кофинансирање, што значи стартно да имате пари за набавка на добитокот, да не се задолжувате, за разлика од претходно кога прво требаше да со сопствени средства го набавите добитокот, па дури потоа да склучувате договор и евентуално да чекате да ви бидат вратени дел од средствата. Затоа денеска имате многу поголема сигурност и известност, но и поголема мотивација да влезете во овие инвестиции, што тоа се гледа низ бројки. Резултатот денеска веќе го имаме. За 2020 година имавме исплата на 68 корисници, односно толку се склучени договори. На овој повик имаме 103 корисници за набавка на 3842 грла на педигриран добиток. Имаше 104 апликации заради целокупната јавност. Од 104 апликации одобрени се 103, а едниот, односно едната апликација не е одбиена, туку сами се имаат откажано. Неколку информации ќе дадам за наназад, за да сите знаат за колкава поддршка станува збор. Во 2000 и на последниот повик пред да ја промениме оваа мерка, пред да ги промениме условите, критериумите, склучени се договори во износ од околу 3 милиони денари. 20 договори во износ од околу 3 милиони денари. Денеска 103 договори во вредност на 253 милиони денари. Односно денеска просекот на овие договори, на овие решенија е околу 3 милиони денари по корисник, што значи вкупно колку што претходно сите добиле, сега може да добие еден корисник. И како што кажав, имаме 103 договори, имаме набавка на 3842 грла на педигриран добиток и навистина овие резултати ме радуваат и треба да продолжиме заеднички во тој правец. Оваа мерка е дополнителен потик за развојот на сточарството, на млечната индустрија, бидејќи значи подобрување на генетскиот потенцијал, што во најголема мера ќе влијае и врз квалитетот на финалните производи кои што ги произведуваат.
Почитувани, посакувам интересот, како што кажав, на оваа мерка од година во година да се зголемува и да расте и на тој начин да ви помогнеме вам на сточарите за зголемување на домашното производство. Ваквата поддршка е особено важна и значена во овој период кога како влада и министерство ставаме силен акцент на зголемување на домашното производство на земјоделско-прехранбени производи, а со тоа го јакнеме земјоделството како еден од двигателите на нашата економија. Како министерство и како платежна агенција, како институција остануваме посветени да бидеме и понатаму ваш партнер, да го слушаме вашиот глас, да ги слушаме вашите идеи, вашите предлози, заедно да бидеме на терен кога ги дискутираме мерките, но и заедно да сме тука на вакви убави настани кога сакаме и вие да бидете мотивирани, но и останатите земјоделци, млади, жени, да ги искористат сите мерки, да ги искористат сите можности, а особено мерката за која што со гордост денеска зборуваме за низините успеси. Честитам на решенијата и на договорите и посакувам успешно инвестирање и развој на вашите земјоделски стопанства, зголемување на домашното производство, на сточниот фонд, подобрување на потенцијалите и зголемувањето на производството на храна, што е цел и на националниот план за производство на храна, кој што е донесен на една од последните владини седмици, а ова е мерка која што е дел токму од тој план и затоа одлучивме да со најголем буџет, со 253 милиони денари, ги покриеме сите договори, да нема селективност, да нема поделби, да сите добијат можност, да сите добијат договор во рака, да сите кои што сакаат да работат и кои што се вредни да ја добијат таа шанса, токму и преку оваа мерка, како и преку останатите. Само на тој начин ќе продолжиме партнерски да ги договараме критериумите, начините, тоа што треба да го промениме и направиме и за останатите мерки од оваа успешна програма за рурален развој. Благодарам на сите.